Почитувани гледачи, добро вечер. Како и секоја среда во 19:15, вие сте со Трета порта, емисија која за вас анализира што се случува на светот, на интернетот. Оваа недела подготвивме неколку теми. Како главна тема ни се протестите во Босна и Херцеговина и регионалниот импакт од тие протести кои се закануваат да се прошират и во други држави. Исто така подготвивме и коментари кои се поврзани со претседателските избори, како и со можните предвремени парламентарни избори. Почнуваме со коментар на Димитар Чулев од Утрински весник, кој коментира за случувањата во Босна и Херцеговина. Чулев вели, за Босна има кој да пише. Од самиот наслов, тука може да се осознае поентата на колумната. Државата со нова конструкција според Дејтон почна да пука по рабовите. Етничкиот елемент е само зачин. Манџата е корупцијата на огромната администрација во која низ целата земја има 150 министри. Исто е како во Украина. Таму меѓународната заедница се разбуди откако ситуацијата стана критична. Истото тоа сега се случува во Босна. Кристијан Шварц Шилинг, висок представник за Босна и Херцеговина и еден од сведоците на подпишувањето на Дејтонскиот договор од декември 1995-та, вели за Дојче Веле дека тој предвидувал оти мора да дојде до сегашните настани во Босна, но дека тоа било игнорирано од меѓународната заедница, која сепак ќе мора да интервенира ако е потребно. Продолжуваме со колумна на Арсим Зеколи, која исто така е посветена на случувањата во Босна и Херцеговина, но во неговата колумна Зеколи дебатира во однос на можноста тие протести во Босна и Херцеговина да се прошират на Балканот, па и до можноста да дојдат и до Македонија. Зеколи вели во колумната насловена "Гласање со камења". Дали босанско-косовската пролет може да стигне и пред наши порти? Доколку би суделе според зборовите од социјалните мрежи, може неверојатно, но доколку судиме по делата, тешко веројатно. Тоа е ставот на Зеколи. Значи, тој ги спомнува и протестите во Приштина, каде протестите на студентите го сменија ректорот на Приштинскиот универзитет и вели: за разлика од хрбите и србите во Босна, чии политики на незадоволство се диктирани и зависни од Загреб и од Белград, слично како и во односот на нашата влада кон браќата од Косанчин Венац, граѓаните во Федерацијата БиХ и Косово ниту ја имаат можноста, ниту прифаќаат да бидат сведени на улога на етнички диаспори, чии национал-политички умови се генерацијски фрагментирани за послушност и покорност кон било кој голем брат. Парадоксално, токму изолацијата на граѓаните на Федерацијата и Косово, исклучено од евроинтеграцијските процеси, создаде услови за процут на нова свест на пркост и револт кон сопствените власти. Но несомнено и кон склонноста на САД и на Европската Унија за фаворизирање корумпирани послушници, фалш националисти и криминални насилници кои обезбедуваат мир, стабилност и конструктивност во регионот. Затоа, може би е време да се изусти очигледното. Приодот на Европската Унија и САД со интегративни привилегии за Загреб и за Белград, како и поддршката на владата на Груевски, е клучниот фактор на внатрешно разнебитување на БиХ и Македонија. Продолжуваме со колумна на Петри Сарачини, кој исто така е посветена. Сарачини на еден ироничен начин коментира за овие случувања, вели Босна и ние. Самиот наслов е јасен, што анализира Сарачини, и во коментарот вели вака: граѓаните на Босна очигледно решиле да не ги лапаат повеќе дудинките, туку да загризат повеќе, да бараат леп и иднина за нив и нивните деца. Не се задоволни од огромната невработеност, од економската и социјална беда, од просечната плата од 450 евра. Да им посакаме цврстина и разум, да им посакаме да не им подклекнат на манипулациите и на темните агенди
на оние кои сакаат хаос и секако личен, а не општествен ќар од целата ѓурултија. А ние, што би рекле големите умови, за среќа, ние сме далеко од ваква ситуација. Кај нас невработеноста паѓа, економијата цути и платите растат. Жими се, не ве лажам, видов на телевизија. Сега имаме една колумна која за порталот Окно е пренесена од директен учесник од настаните во Босна и Херцеговина. Тој е еден од оние неформални водачи на тамошните протести, иако тие протести не се организирани од никаква формална група, но сепак има некои поединци кои со својот граѓански активизам се истакнале на некој начин. Еден од нив е и младиот господин кој го пренесуваме. Значи, тој е извесен Аднан Хамидовиќ Френки, кој вели солзавецот не е толку страшен. И подолу тој во својата колумна, еве ги тие слики од протестите во Босна, некои од нив. Еве некои од хумористични слогани, вели не работам, отидов да ја уривам владата. И вели порака до политичарите. Еве тоа што од прилика го бараат демонстрантите во Босна. Но со сигурност можам да кажам дека ова е важна порака до нашите политичари, дека граѓаните од мојот град повеќе нема да ја толерираат нивната неработа и дека повеќе нема да наседнуваат на спиновите и префрлувањето на топката. Во последните неколку години се случија толку прекомпозиции на власта, што ни професионалните политички аналитичари не можат со сигурност да кажат кој е денес власт, а кој е опозиција. Само ќе додадам дека нас, обичните граѓани, тоа повеќе и не интересира. Сите тие седат во владата заедно, така што во нашите очи сите се одговорни. Емисијата продолжува со сет на колумни кои на некој начин сепак се поврзани со овие протести или поточно повеќе се поврзани со самата нестабилност која произлегува од нив и регионалниот импакт од протестите. Тука се коментира и на неодамнешниот извештај на шефот на ЦИА во Американскиот конгрес во кој се спомнуваат Босна и Македонија и во кој ЦИА анализира дека во Босна и Македонија дека е можна нестабилност, меѓу причините се наведени меѓу етничките тензии, но и социјалните проблеми. Па така некои од колумнистите, новинарите, аналитичарите го анализираат и овој момент. Почнуваме со колумна на Джейсон Мико, кој редовно се адресира до македонската јавност во однос на тукашните случувања и вели, тој поставува прашање во својата колумна, вели Македонија е регионална закана. И всушност сака да каже дали навистина Македонија е регионална закана, сведочење на Джеймс Клапер во Американскиот сенат. Па Мико вели вака. Од каде ги добива Клапер информациите за Македонија? Ги добива од Американската амбасада, оперативците на ЦИА што работат во Македонија и во регионот и се разбира од разузнавачките податоци собрани преку следењето на интернет и на телефоните. Тоа го работат Клапер и неговата организација, не само во Македонија, туку и во светот и сад. Па сепак, ништо во извештајот на Клапер нема допир со реалноста. Например, тој вели дека македонската влада продолжува да турка програми наменети за промоција на етнички и македонски национализам на сметка на евроатлантската интеграција на земјата, додавајќи дека што подлого се одоговлекува со македонското членство во Европската унија и НАТО поради спорот со Грција околу уставното име и слабите билатерални односи со Бугарија, толку е поголем ризикот дека ќе се засели етничката напнатост. Неговата прва изјава е поврзана со втората и тој го изедначува
погрешно патриотизмот со национализмот. Тие две работи се сосем различни, а тој обвинува македонската влада дека е националистичка, кога е таа едноставно патриотска. Продолжуваме со ставот на професорот Мерсал Билјали, кој се разликува од ставот на Джейсон Мико, кој вели дека извештајот на ЦИА е прилично сериозен, дека треба сериозно да се разбере и да се прими во јавноста, и тој вели во неговата колумна вели дека Македонија според него е блиску до дестабилизација. Па така и самиот наслов тоа го кажува. И еве дел од колумната на Билјали. Неодамна, од првиот човек на ЦИА ни беше испратена порака дека 2014 година за нас ке била турбулентна, оти национализмот и мегакорупцијата ја имаат уништено евроатлантската перспектива. Претходно CNN нашата економија ја брои во 5 најлоши економии на светот. Пред 3 дена, Джонатан Мур, директорот за Централна и Јужна Европа, во Американскиот департмент, истакна дека во Македонија се користат сите можни државни ресурси против опозицијата и политичката конкуренција и дека таквата ситуација веќе е неодржлива. Треба да се каже дека последниве 3 години на многу важни светски собири посветени на безбедноста, Македонија експлицитно била спомнувана во негативна конотација. Продолжуваме со колумна на професорот Димитар Мирчев, кој сега адресира еден друг аспект, кој исто така на некој начин е поврзан со оваа регионална стабилност, нестабилност, безбедност, а тоа е интервјуто со американски генерал во кој тој опишува како се извела операцијата на извлекување на припадниците на ОНА од Арачиново во 2001 година. Па така тоа интервју прилично ги разбранува духовите во македонската јавност. Има реакции од некои интелектуалци, има и реакции од самите бранители, а Мирчев полемизира со некои ставови во интервјуто на американскиот генерал. И Мирчев вели вака: Тејта падна од Северна Каролина во Арачиново, со оглед на тоа што интервјуто на Тејта е дадено сега од Северна Каролина, каде што американскиот генерал Тејта извршува функција. Тука сега за да објасниме, Мирчев се адресира на оној аспект на интервјуто на Тејта во кој тој вели дека војниците на НАТО тогаш се обидувале да го спречат преносот на герилците од Косово во Македонија, но дека не можеле тоа да го направат, бидејќи имале ограничен капацитет. Па Мирчев прашува: всушност немале ниту капацитет за тоа, што е многу чудно, бидејќи го имаа воениот и цивилен суверенитет врз Косово. Како имале суверенитет, а без капацитет? Како можело да се случи неколку стотини војници на НАТО да ја обезбедуваат македонско-косовската граница и да спречуваат со сета висока војна технологија и опрема главно шверц на цигари на магарања? И потем, доколку фателе вооружени герилци, главно им земале податоци па ги пуштале, се разбира. Оние герилци што пукале по НАТО ги задржувале малку подолго. Додуша откриле и неколку складишта со амуниција. Како можело да им се случи тоа? На нивна заштитена територија да има складишта со амуниција. Но од друга страна е и прашањето, како пак македонските сили не си ја заштитувале границата? Како допуштале инфилтрацијата некаде веднаш по Танушевци околу 1 април, македонскиот министер за одбрана изјави дека Танушевци бил случаен инцидент и дека безбедносната ситуација е поволна и под контрола. И следува, може да се каже слободно очекувана реакција од председателот на Достоинство Стојанче Ангелов, кој
и самиот има учествувано во битката во Арачиново, исто така како што е познато во јавноста, тој беше и ранет во стомак во таа битка. И еве го неговиот Facebook статус, каде што вели: наша работа беше дали Арачиново ќе го ослободиме за 3 или за 30 дена. На една суверена држава никој не смее да ја поставува рокови за извршување на воени задачи. Арачиново повеќе од сигурно ќе паднеше, порано или подоцна. Во 2001-та ние македонските бранители победивме во сите битки. Победивме секаде каде што имавме наредба да војуваме, изгубија политичарите. Сега под ова има прилично интересни коментари, ќе видиме некои од нив. Се разбира, има и такви кои се слободно може да се каже и вулгарни, така да тие нема да ги читаме. Еве да видиме. Нешто. Ево, ова е еден интересен коментар. Вели вака: проблемот во војната за Македонија во 2001-та не беше меѓународната заедница, него неодлучноста на државното раководство да се справи со настанатата ситуација во која се најде Македонија. Неспособноста на генералите во Арама и полицијата да превземат одлучни акции, кога им беше одобрено од страна на меѓународната заедница, Солана за Танушевци и потоа и за Рачиново, стравот кај пониските ешалони на Арама и полицијата за својата неодговорност, што резултира да имаме многу жртви поради терористички акции и заседи. Танушевци, Вејце, Гајре, Карпалак, Љубовтински, Бачила или 50% од сите жртви се загинати во заседи. И продолжуваме со овој сет на колумни, со уште една колумна која на некој начин исто така е поврзана, се однесува на еден руски извештај во кој русите предвидуваат каква ќе биде картата на Европа во 2035 година, и тука русите како интересен момент предвидуваат дека ќе се создаде голема Албанија, дека таа ќе биде создадена од повеќе албански региони кои сега не се во состав на Албанија, но интересно руската карта вели дека Македонија ќе остане релативно цела. Па еве колумна на Ирина Радовановиќ во Дневник, која вели картата на Европа во 2035 година. Визијата за Македонија 2035 представена на карта на руските стратези изгледа утешително наспроти сите црни сценарија и предвидувања дека ако Македонија не влезе во НАТО, ден поскоро ќе се распадне. Во 2008 година Едвард Џозеф предвиде дека Македонија за 10 години ќе се распадне. Неретко вакви изјави може да се слушнат и од нашите политичари, но во светот има и такви што очигледно размислуваат поинаку. По 2001 година македонците не ги доживуваат западните сили како некој што им е нешто посебно наклонет. Силната поддршка што Македонија ја добиваше од Џорџ Буш сега се повеќе се толкува како исклучок од таквата западна политика кон земјата. И од тука и стравот дека одредени структури би можеле да застанат за еден проект како што е пример тој на Кочо Данај. Тука се мисли на проектот на албански политичар за голема Албанија. Тука завршуваме со овој сет на колумни поврзани со нестабилноста, со безбедноста, со аналитичките предвидувања за еднината на регионот и продолжуваме со оние кои се посветени на председателските избори и на можните предвремени парламентарни избори. Почнуваме со редовна колумна на Мирка Велиновска, која вели Македонија пред избори е како Нормандија. Тука Велиновска ова го објаснува со присуството на странски представници во Македонија и вели дека тие сега доаѓаат
да и помогнат на опозицијата за да ја урне власта на Никола Груевски. Овој пат на овие избори, веќе знаеме, целта на корумпираните ЕУ-аши, се мисли на представници на Европската Унија, е да спречат, ако можат, ВМРО-ДПМН да победи толку убедливо за да добие 63-64 мандати. Оти тоа ќе им ги растори плановите за Македонија да биде држава што постојано кризира. Кога кризира, лесно може да се оценува. Странската инвазија што ја сонуваат, оние соросовци навистина ќе се случи на овие избори, само видоизменета. Оти никој под ова небо веќе не може да му изработи победа на СДСМ. Кога тоа не може, барем да му ја намали победата на известниот победник. Ако Груевски овој пат однесе убедлива победа, тие, евроамериканците, се плашат, оти тој ќе ја острани вградената фабричка грешка, а балканските и европските корумпирани шушумиги, кои од своите држави веќе направија пачаври, нема да можат повеќе да се мајтапат со Македонија преку квази извештаи и оценки. Одиме со колумна на Дауд Даути во Дневник, кој анализира состојбата околу понудата на ДУИ за консензуален кандидат. Тој вели јавна или скриена коалиција и неговата теза е дека консензуален кандидат значи и нешто друго од што тоа се перцепира. А сега, еве едно поинакво гледање на понудата на ДУИ и површна анализа ќе не доведе до заклучок дека зборот консензуален во практична смисла не значи. Тоа бидејќи кога би бил таков, тоа значи дека тој би имал поддршката не само од коалиционите партнери ВМРО-ДУИ, туку и од опозицијата. Она што го заговара ДУИ секако би било пожелно, бидејќи председателот таткова на нацијата треба да биде обединител на целото општество, а таков може да се избере со гласовите на повеќето релевантни партии и со голем одзив на гласачкото тело. А таков одзив може да се обезбеди само со гласовите на албанците. Исто така пожелно е адвокат и слично. Исто така пожелно е таквиот кандидат да биде надпартиски, неутрална личност од академската фела, успешен бизнисмен, лекар, адвокат. Дали партиите може да се здружат за таков кандидат? Теоретски можат, но практично не. Освен ако изборот не се изврши преку политички договор во самиот парламент. Продолжуваме со колумна на Слободан Најдовски, кој вели консензуална игра за председател. Тој ги критикува партиите, кои 2 месеци до изборите се уште не ги представиле своите кандидати и исто така го критикува препукувањето помеѓу двете партии во владата. Еве еден дел од колумната и тука Најдовски вели дека целиот судир меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ е лажен и дека тој е продуциран за да се добијат политички поени. Тука Најдовски се обраќа на изборот на председател Борис Трајковски и вели: истиот тој како да заборава дека досега единствено кандидат на ВМРО-ДПМН е изгубил помеѓу гласачите македонци, а станал председател на државата. Сега ќе бараат поддршка од македонците за да не ги условува Ахмети, што е исто како и барањето во 2008 година за 62 пратеници, од кои ќе ја црпат могта за да не ги уценуваат албанските политички партии, а уште изборите незавршени седнаа на заедничка маса со ДУИ. Затоа фарсата дека Ахмети нема да му го избере председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН треба навреме да се прочита. Може би јавно не, ама во суштина, ако власта има намера Македонија да има председател од редовите на ВМРО-ДПМН, веќе се поклонува пред Ахмети. Јавно ќе покажува сила, а зад кулисите ќе се договараат како да го изведат процесот.
Продолжуваме сега со колумни кои се однесуваат на изјавите на претседателот на ДИК Никола Рилковски, во кој тој вели дека не е во можност целосно да го прочисти, да го исконтролира избирачкиот список, дека за тоа треба да ги превземе надлежностите од другите државни институции кои го контролираат списокот, го подготвуваат, како што е на пример МВР. И при тоа Рилковски даде една таква прогноза и за тоа има веќе реакции на одредени новинари. Па така Наум Котевски вели: избирачки список или партиски стисок. Неодамна ДИК се обрати до владата, таа да дозволи оваа институција, чиј претседател секогаш е избор на опозицијата, да биде целосно задолжена за избирачкиот список. И што фајде од тоа, ако и онака обемниот список дополнително го збогатат нови граѓани од пустец, иако во МВР во 3 смени се штанцаат нови лични карти, како во 2011 година на списокот се најдат и малолетници, па и починати и живи 120 годишници. Во цивилизирани земји, непомливо е да постои тепачка која институција да биде задолжена за списокот, затоа што секој од нив има свој интегритет и одговорност пред граѓаните. Значи, доколку нема вистинска политичка волја, за која зборува и експертите од опција ОДИХР, проблемот само ќе се дислоцира и ќе заврши во ДИК, која во моментов не е ништо друго освен партиска експозитура. Продолжуваме исто така за избирачкиот список. Еве редовната колумна на Ерол Ризаов, кој вели Рилковски не порази сите. Самата поента ја објаснува колумната. Може ли да се оди на слободни избори ако претседателот на ДИК вели дека на Државната комисија е оневозможено сама да го проверува избирачкиот список? Очигледно дека нема гаранции за фер избори. Тамам некако преовладеа мислењето дека барем што се однесува до законската регулатива за изборите, работата е завршена во парламентот, а се друго што би било неправедно и против волјата на граѓаните и кршење на законите. Кога јадец, работата ни оддалеко не била така. Испадна дека некој лаже и дека на најчувствителните места од изборните практики, каде што се најголемите сомнежи за регуларноста, се уште нема законски предуслови за фер и слободни избори. И емисијата ја завршуваме со уште една колумна. Тоа е колумна на Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, кој вели алиби патека кон пораз, и како и повеќето негови колумни, и оваа е посветена на СДСМ. Димовски вели: со денови и денови гледаме изјави и пресконференции од СДСМ кои имаат цел да создадат алиби состојба за евентуалните изборни и поразителни резултати по нив. Иако изборниот законник беше донесен едногласно во Собранието на Република Македонија, иако во тој изборен законник беа внесени буквално сите позиции и барања на СДСМ упорно продолжува да се изнаоѓа изговори за политичката криза и за слабата поддршка што ја ужива помеѓу македонските граѓани. На овие избори ќе се надпреваруваме по изборни правила нацртани и предложени од СДСМ, а тие сепак со алиби настапите создаваат впечаток кој дополнително треба да создаде оправдување за резултатите кои, да бидеме честни, тие уште од денес ги знаат. Почитувани, ова беше последна колумна во ова издание на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја покажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.